Треба да се удри директно по чело. Премиерот Христијан Мицкоски официјално бара разрешување на 5 членови на судскиот совет, како прв голем чекор за реформа на правосудниот систем. Иницијативата оди преку претеничката група на ВМРО-ДПМН, која со поднесување на интерпелации во собранието бара новие членови кои се поставени од претениците да им изгласа недоверба. Според премиерот, барањето е поднесено поради тоа што судско-обвинителскиот систем кај нас се претворил во едно мочуриште кое изобилува со контроверзии и со скандали. Ние не можеме да направиме целосно распуштање, нити пак можеме за така кратко време да ги детектираме аномалиите. Но можеме да избереме судски совет кој што објективно, без партиски стеги, без интереси, ќе може да го разбистри ова политичко мочуриште и да биде своевиден монитор на тоа како судиите се однесуваат, какви одлуки носат и зошто носат такви одлуки. Последниве месеци премиерот дискутирал со пратеници и експерти за да се најде решение за очајната состојба на македонското правосудство и да се врати довербата на граѓаните во судскиот систем. Тој е свесен дека собранието нема законска можност директно да ги разреши 5 членови на судскиот совет, но очекува дека тие од морални причини сами ќе се повлечат доколку законодавниот дом им изгласа недоверба. Во спротивно, Мицкоски најави дека ќе се употребат и други механизми. Но во услови кога тој што те избрал ти гласа повторно недоверба и ти продолжуваш да водиш инает, тоа не е добро. Тоа не е добро. И тогаш имаме и други механизми, други алатки, но јас се надевам дека доколку парламентарците изгласаат недоверба или интерпелација на членовите на судскиот совет, дека тие истите ќе бидат доблесни и ќе се повлечат. По оваа најава, експресно стигна реакција од председателот на Судски совет Александар Камбовски, кој најави дека е подготвен да разговара со представниците на извршната и законодавната власт за да се реши проблемот, но нагласува дека само советот може да разрешува членови. Секогаш сум отворен за разговор и за соработка со останатите две власти во државата, не заради мене, не заради судската власт, туку за граѓаните на оваа држава. Индиректна поддршка за оваа иницијатива стигна од лидерот на СДСМ Венко Филипче, кој вели дека се согласува дека е потребна темелна реформа на правосудниот систем, но смета дека за тоа е потребен широк политички консензус. Според него, потребен е национален и надпартиски пристап кој што ќе обезбеди реформи согласно европските препораки. Интерпелациите се однесуваат на 5 членови на Судски совет: Весна Дамева, Селима Деми, Тања Чочоровска-Илиевска, Павлина Црвенковска и Милјази Мустафа, кои важат за блиски до минатата власт и кои се посочени како главен проблем за реформи во ова тело. Најконтроверзна екс-председателката Весна Дамева, која е фотографирана со поранешниот премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев. Двајца од нив од стручни соработници со поддршка на СДСМ седна на највисоките столчиња во советот. Други двајца пак во Судски совет дојдоа од секретаријатот за спроведување на рамковниот договор, каде со години се вработуваат кадри на ДУИ. И за последната најново влезена во Судски совет Чочоровска-Илиевска излегоа информации дека била спонзор на СДСМ.